64-69 врз 7. Утре се очекува продолжување на парламентарната конститутивна седница која се одржа пред 3 месеци. По изборот на председател на Комисијата за избор, именување и неговите членови се очекува да се гласи и за новиот спикер на Собранието кој ќе дојде на местото на Трајко Велјановски. Освен Дуи, своја кандидатура за прв човек на законодавниот дом најавија и од движењето Беса. Поранишниот подпредседател на парламентот Рафи Салити очекува дека ВМРО-ДПМН ќе врши обструкции за да го блокира изборот на председател на Собранието. Но тој додава дека таквиот обид на ВМРО-ДПМН би бил бескорисен ако кандидатот на Дуи Талат Џафери ја добија поддршката од сите други политички партии. Kandidati Bashkimi Demokratik për Integrim ka mbështetje në di subjekteve politike, megjasa që të mbështetet edhe prej subjekteve tjera. Por a mund të ketë obstruksione nga ВМРО-DPMN-ja, ai skenar nuk mund përjashtohet, por unë mendoj se pavarësisht skenareve që mund përgatiten, që t'i bëhet obstruksione zgjedhjes së kryetarit, kryetari do të zgjidhet i parlamentit, pasi që është interes shtetënor, cili do subjekt politik që do t'i bëjë obstruksione zgjedhjes së kryetarit, definitivisht do të demaskohet dhe ato obstruksione do jenë në dëm të vetë subjektit politik, pa edhe në dëm të vetë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Од друга страна, председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски настојува да се одржат предвремени парламентарни избори, гледајќи на нив како единствена опција за излез од политичката криза. Единствениот реален и логичен излез од целокупната политичка криза се брзи избори. Изборите кои, иако се толку непосакувана одлука за СДСМ, значат сигурно решение за излез од кризата. Тоа ќе биде референдум на граѓаните за иднината на државата. Тие нема да се никаков трошок или губење време, бидејќи онака треба веднаш да се одржат редовните локални избори. Социјалдемократите на Зоран Заев не одговараат конкретно во врска со оваа ситуација и чекаат да видат како ќе течат работите утре, кога се очекува да се избере нов собраниски председател. Ние очекуваме во понеделник дека ќе продолжи конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, која прво ќе почне со избор на членови и председател на Комисијата за избор и именувања. На седницата треба да се избере и новиот собраниски спикер. Во понеделник ќе биде соопштено она што представува договор на 67 пратеници од новото парламентарно мнозинство околу кадровското решение за председател на Собрание. Откако ќе се гласа новиот состав на Комисијата за избори и именување, на пленарна седница ќе се презентираат предлозите на партиите за новиот председател на Собранието. По ова предлозите ќе се разгледаат од комисијата, чиј председател треба да најави продолжување на седницата за да се избере председателот на Собранието.